Сите добро ја препознавате, се надевам веќе. Катерина Кондокозис и песната Деца Божи, која на фестивалот Сидо 94-та го освои првото место. Така. Да. Малку поблиску само до микрофонот. Во нашата рубрика Звон звезди Катерина ни е денешен гостин, а таа си доведе и своја гостинка. Меѓутоа прво да ја представиме Катерина како личност, што учи, што работи, како работи, а потоа ќе прокоментираме малку и за песната. Катерина, прво кажи ми ти колку години имаш и од каде доаѓаш? Имам 12 години и доаѓам од Битола. Доаѓаш од Битола. Од кога пееш? Па, пеам што од малечка ме вжелбала пеам, па така. Ова ти беше прв солистички настап? Па не ми беше точно прв на фестивал, да, прв, ама сум настапувала по патронати, по... И како се чувствуваше кога настапи првиот пат? Па прекрасно, да ви кажем дека немав трема. Не. Не имав трема, бидејќи не ми беше баш прв настап. Беше убаво, се дружевме со децата. Ти си сега 6-то оделение. Да. Освен што одиш во училиште, со што друго се занимаваш? Имаш некои слободни активности, своји некое хоби? Па, одам на хор, одам во музичко, во секции, во училиштето. Хоби, секако ми е пеењето. Хоби ти е пеењето. А дали веќе можеби размислуваш за својата идна професија? Па не знам, може би пеачка. Може би пеачка. На тој пат си тргнала, така? Така некако. Сега да кажеме нешто за песната. Кој ја напиша? Кој го напиша текстот, музиката? Комплетен автор, Миодраг Нечак, микс, инако познат во Битола. Да. Така, и ја освои првата награда на фестивалот Интерфест. Инако да кажем дека е доста добар композитор, битолски маестро, можам да го наречам. Добре, ве си го пофаливме малку композиторот. Нормално, сигурно. Сега ти имаш нешто да ни кажеш за оваа песна. Прво да кажеме дека ти си член на Детската амбасада. Да. Како тоа ти од Битола да си член на Детската амбасада овде во Скопје? Која седиштето се наоѓа овде во Скопје? Па, не само јас, може и друг да биде член на амбасада, да не е од Скопје. Јас станав член на Детската амбасада со пристапница, која ми беше доделена на фестивалот Сидо. И нормално мислам дека повеќето деца кои се членови на Детската амбасада, например од градот Битола, имаат такви пристапници, на кои сакат може да му дадат, за да се зачленат. Ме прашавте за песната. Да. Сигурно знаете дека Детската амбасада има издадено книгата Правата на децата. Преку нашето Радио Битола, има една многу интересна емисија Радио Уличка. Јас ја добив за награда таа книга, ја прочитав и токму мојата песна сакав да биде за мир на Детската амбасада, да биде така некако посветена и мојот композитор се потруди да направи таква. Значи, текстот од твојата песна е всушност земен од книгата Правата на децата. Така некако. Така некако. Нели? Да. Кажи ми, кои се твоите активности во Детската амбасада, еве бидејќи сега си член? Моите активности, јас сум дописник, инако од Битола, се што ќе се случи, ги известувам овде во Скопје. Еве, Јулето, бидејќи е координатор на дописната школа, не ја известувам. И мене, тоа во склоп на новинарството, меѓутоа исто така и со дописната школа со Илина. Сега, јас бидејќи Катерина е доволно голема, за да може да ја игра улогата на водител, јас си ја предавам таа улога и Катерина ќе си направи разговор со Јуле. Инаку Јуле доаѓа од Детската амбасада и таа што е, ајде молим те сега ти, Катерина. Здраво, Јуле. Здраво, Катерина. Па вака да те запрашам јас. Која беше идејата за да издадите книгата Правата на децата? Вака, многу е убаво да секое дете на светов да си ги знае своите права. Да знае дека иако е тоа мало човече, сепак има права и сепак е голем човек кој треба да се слушна. И токму таа книга, сите што веќе имаат прочитано, знаат дека... Немаме овде во примерок. Примерок ја немаме, меѓутоа знам дека децата од постирање, од звони, од две други емисија знаат таа книга и од Детската амбасада. Има напишано кои се правата на децата, што е тоа право и како да го искористат.
Друго прашање може? Може, само пократко, бидејќи да имаме уште многу Добро. време. Како може, например, сигурно децата да се прашуваат како може да станат членови на детската амбасада? Знаете дека членството во детската амбасада не се наплаќа, воопшто не се даваат пари за да се стане наш член, доволно е само да напишат да потполнат една пристапница во која всушност се земаат генералите на едно дете. Инаку имаме деца членови во малолетничката, тоест детската листа и во возрастната листа. Во возрастната се оние над 18, во детската се оние под 18, така да може да се зачленат со тоа што ќе напишат пристапница, ќе им дадеме ние друга пристапница и така стануваат наши членови, а од другите градови што се, доколку сака да стан, тоа е за Скопје, може да дојдат во детската амбасада, се наоѓаме на улица Чедомир Миндеровиќ број 39. А тие што се од другите градови може да ни напишат писма на истата адреса, со што ќе ги напишат своите име, презиме, училиште, година на раѓање, телефон и тоа што се бара и ќе ни испратат на адресата, а ние потоа ќе им вратиме пристапници и така ќе станат наш член. И јас ви благодарам на двете што ви бевте гостинки денеска во студиото и во програмата Звон. Се надевам дека ќе има некоја следна прилика и ете можеби токму овој разговор ќе иницира некој да се пријави или да биде член во детската амбасада. Катерина, многу успех понатаму. Благодарам. Ти посакувам да си се остварат сите желби, да го постигнеш она што го сакаш во животот и се разбира никогаш да не престанеш да пееш. Благодарам. Ете така, толку би било за денеска од програмата Звон. Јас повторно ги поканувам сите оние деца кои учествувале на детските фестивали да се пријават во нашата редакција доколку сакаат да учествуваат во рубриката Звон звезди.